Во продолжение со слика во живо одиме во Ватикан, каде што државно-црковна делегација на Македонија, предводена од председателот на Собранието Африм Гаши, ќе му оддаде почит на Свети Кирил во рамките на традиционалната манифестација посветена на сесловенските просветители. Повеќе за ова во живо ја прашува Маја Стојановска, која ја следи македонската делегација таму. Маја, добар ден од Скопје и повели да чуеме што се е предвидено да се случува деновиве таму. Добар ден и од мене, Борче, од Ватикан, од каде што, како што кажа Ити, практично утрово започна официјалната посета на македонската државно-црковна делегација во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи. Кажа Ити, оваа година делегацијата е предводена од председателот на Собранието Африм Гаши, кој што утрово во базиликата Свети Петар одржа приватна аудиенција со папата Лав 14. Веднаш по средбата, како што посочи Гаши, освен што се разговарало за културното и историското значење на светите Кирил и Методи, тие разговарале и за меѓудржавните релации, кои што Гаши ги оцени како безпрекорни. Традиционално македонската делегација му врачи и поклон на папата. Оваа година тоа беше рачно изработена кавал и мермерна скулптура насловена перо од македонскиот уметник Андреј Митевски. Повеќе за тоа како поминала самата средба, тука предлагам да слушнеме од председателот на Македонското собрание Африм Гаши. Релациите помеѓу нашите две држави се безпрекорни во највисоко можно ниво и гледаме можност како во иднина да ги подобриме и зацврстиме овие односи. Секако напоменавме дека двата клучни столба на нашите релации се засниваат на чествувањето на Свети Кирил и Методи, исто така и мајка Тереза како една од личностите кои ги поврзува овие две престолнини. Така, веднаш по средбата со папата која што се одржа утринава, беше одржана и средба со државниот секретар на Светата столица Пјетро Паролин. Таму покрај Гаши присуствува и координаторите на пратеничките групи на ВМРО, ДПМН и СДСМ, Никола Мицевски и Оливер Спасовски. Тие по оваа средба повика на заедништво во однос на најважните државни прашања. Па тука повеќе да слушнеме и од нив. Посетата е значајна во насока на чествување на светите браќа Кирил и Методи. Кирил и Методија, заедничкото присуство на координаторите на пратеничките групи ја покажува и заедништвото со кое што сме дојдени тука да пратиме порака на соработка и заеднички подобрување на состојбите во државата. Собранието денеска преку заедништво покажува за важноста на сесловенските просветители, меѓутоа и оваа средба која што денеска имавме заедно со папата покажува за продолжување на нашите взаемни односи и врски, како и меѓусебната поддршка. Во рамки на државната делегација во Рим се и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, координаторот на Вреди Бесим Ќоку, како и пратеникот од Знам Даниел Стојчевски. Програмата на македонската делегација продолжува и утре во Рим, во базиликата Сан Клементе. Најпрво утре изутрина ќе се одржи молебен на кој што ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, а меѓу присутните ќе бидат митрополитите Пимен и Ѓорги, каде ќе одадат почит на гробот на Свети Кирил. Исто така, потоа македонската делегација ќе се упати и кон базиликата Санта Марија Маџоре, каде што се наоѓа плочата испишана на македонски јазик, таму ќе биде положен и венец, а исто така делегацијата ќе положи и бело цвеќе на гробот на папата Франциск. Тоа би било денеска се од овде. Целосниот извештај го гледате и во вестите во 18 часот. Така, ти благодарам Маја Стојановска во живо од Ватикан за чествувањата во чест на Свети Кирил.